тие фактички прават се како да ја затворат една телевизија. Ние тоа го гледаме од тој разговор. Тие разговараат за пари, гледаат како да не наплатат од нас пари. Гледаат како да не наплатат некој долг, кој што тврдат дека го има. Значи се борат за тоа, грешка направивме, не се досоветувавме, ако ги уплатат 70% ќе ги легализираме, и сега они смислиле дека ако ги наплатат парите, нашата кривична одговорност ќе ја намалат, а во суштина паралелно со затварањето на А1 гледаат што потешко да биде нашата казна. Како стечајна маса, должност е на стечајниот управител. Во моментот кога истекува таа марка или тој бренд, да го обнови, ако веќе викаме за обештетување на државата, па тоа е имот. Зашто не е обновена? Сме должеле 2. Добро рековме, еве ќе ги најдеме, ќе ги платиме. А не, должите 4. 4 ќе ги најдеме и ќе ги платиме. Не, должите 9. До кога вие теравте дека може да платите? Константно одеше сумата нагоре. Во еден момент се сеќавам на коментар на директорот на еден тогаш. Добро, ние вика, ако имаме долг од 9 милиони даночна обврзница, тогаш ние тој сме требале да правиме терновер од 90 милиони. Нереално. Нема таков бизнис, барем медиумски бизнис, каде што имаш таков обрт, за да можеш да должиш толку. Кај цифрата 9, затоа и ја памтам, имавме партнери, пријатели на куќата наша, на бизнисмени со кои што комунициравме. Кога стигнавме до 9, затоа што луѓето беа спремни со 9 да ни помогнат. Во еден момент, мене ми е тоа пренесено, пошто ја бев внатре, на еден од нашите блиски, е пренесено дека стигната му е порака на човекот. Бизнисменот? Бизнисменот. Уплашен, видно уплашен, од порака, стигната од Никола Груевски, подпишана, да се тргне. Со каков речник, на кој начин, со кој зборови, не сум сигурна. Не знам, затоа што ми е пренесено. Но човекот се повлече. Во тој момент несвесни до каде ќе одат овие луѓе. Дека што и да направиме, ќе биде спречено. Рекоа дека А2 должи некои 300.000 евра даночни обврски. Ги плативме. Покрај уплатата, покрај наплатените обврски, А2 ја ставија во стечај. Значи имаме барање со кое што си го бараме тоа право. Чекаме од јануар, мислам дека ајде се случи тој период, беше и некој предизборие, па короната, па новите избори, и сега викаме се тоа се случи, па и заврши. Мислам дека сега веќе научивме да живееме и со короната. Претпоставувам можда дека сигурно се преоптоварани судовите со тоа што стварно верувам дека е веќе време. Беа збунети, од нив се бараше да испорачаат вештачење кој што одговараше на таа атмосфера тогаш и желби тогашни на тогашната власт. Тие беа збунети и не знаеа како со тоа што им е дадено, значи тие некои фотокопии без потписи и печати, како да извршат вештачење. Значи ни они ги нема можност на увид во целиот материјал запленет во А1.
затоа на крајот на вештачењето имаат ставено напомена, напишана напомена, дека книговодствената документација на овие фирми не е презентирана на судот. Нити е кај нив. Еве, одземени беа компјутери. Беа пломбирани. Пломбите беа искршени и отворени компјутерите исто на незаконски начин, без присуство на наш представник. Ги донесоа во судница, почнаа нешто да ни проектираат. Excel фајлови. Ако Excel фајлот има 10 страници, ни ја презентираа едната. Пример, излезно ДДВ. Не ни ја презентираа втората страница, каде што е влезното ДДВ. Во се имаше селекција. Ние немавме можност ниту да се браниме, ниту да прашуваме. Ние не смеевме да изговориме. Ние бевме однапред осудени. Однапред нашата пресуда беше напишана. Ние таму бевме претворени, затоа што одиш едно рочиште, второ, трето, пето, десето, веќе гледаш што се случува. Стануваш посматрач на својата судбина. Стануваш посматрач на некој, на нешто што се случува, а ќе ти го одреди животот. Многу се израдуваа нашите адвокати дека обвинителството пак во таа постапка се повлече од неколку члена по кои што бевме судени. Мислеа дека најверојатно повеќето ќе излеземе. Јасна беше таа политичка желба дека и одлука за... Од што се повлече обвинителството? Не се сеќавам точно. Само знам дека од повлекувањето со неколку членови беше сумирано на тоа да ако сме биле до тогаш во шутка 2,5 години, да ни се сведе казната на 2,5 години и така да заврши. Ајде, и као, окей, толку, ајде, завршивме. Вие жените би со исклучок на Велија на кој му немаше спас. Некоја таква варијанта имаше со тоа што ние се изненадивме, не очекувавме такво нешто. То обвинителството? Обвинителството, самото обвинителство. Да. Тоа многу добро се сеќавам. И судот со го тоа што отфрли. судот го отфрли. Повлекувањето не го нотираше малтене повлекувањето на обвинителство, ја потврди пресудата од претходната постапка.